Нашата Македонија е една од најчудесните земји, богата со планина и богата со огромен број на пределни вредности. Се наоѓаме на планината Кожув, една прекрасна планина која изобилува со пределни вредности. Од местово сега каде што сме застанати се гледа речиси цела Македонија со сите своји планински врвови, со сета своја раскошна убавина. Шуми, долини, врвови, чувици, испакнати предели, рамници. Место од каде што се гледаат и 7 хоризонти, од каде што се, според кинеската митологија, се доживува нирвана, тоа е спокој на душата. Недопрена природа, а толку тивка, топла и питома. Овде во крајните јужни делови од Македонија на македонско-грчката граница, помеѓу Тиквешката котлина на северозапад и Гевгелиско-Валандовската котлина на исток, се протека Кожув планина. Планински масив толку голем што префрла и од онаа страна на границата, во соседна Грција. Планинското било е заоблено и неразчленето, а од највисокиот врв Зелен брег се отвара овој величествен поглед. Вистински мелем на душата. Со 8 планински врвови, со безброј чисти реки, со богата флора и фауна, неслучајно во античко време Кожув бил нарекуван планина на џиновите. А пак името Кожув, што значи кожувче од јагнешка кожа што го носеле овчарите за заштита од студот, совршено одговара, зашто оваа планина на џиновите е најтоплото место каде што можете да се засолните, да најдете вистински мир и спокој на душата. Да се откријат тајните скриени во пазувите на овој добродушен џин е предизвик за секој влюбеник во природата. Движејќи се од Гевгелија кон смрдлива вода, по течението на реката Конска, над селото Ново Конско, почнува една многу специфична платанова шума, што е карактеристична за медитерански, односно субмедитерански подрачја на Балканскиот полуостров. Значајна е по тоа што на територијата на Република Македонија многу ретко се сретнуваат медитерански, тоест субмедитерански шуми, а баш близината значи овдека негде сме на 70 км воздушна линија од Егејското море, допринесува да имаме многу специфична медитеранска клима што условува појава на вакви шуми. Овие шуми се карактеристични по тоа што се така наречени термохигрофилни, значи шуми кои што бараат многу топлина, меѓу шуми и што бараат многу влага. Оваа влажност се добиваат баш од оваа река, која што извира горе од планината Кожув и се влева во Вардар доле во близина на Гевгелија. Ако ја погледнеме добро екологијата на ова подрачје, ќе видиме дека се работи за една река која што не е само направена со течението на водата, него е и река направена со движењето на голем број камења, така наречени камени облитоци, кои што движејќи се низ водата, движејќи се покрај дрвјата, се обликувале во најразлични форми. Специфично за нив е тоа што се многу цврсти и јаки, немаат рабови ивици по нив. Често пати овие камења ги удираат дрвјата и предизвикуваат оштетувања. Постојат голем број на, ако ја погледнеме добро оваа шума, голем број на оштетувања што ги прават камењата, особено во долниот дел на деблата. Вечита борба меѓу живата и неживата природа. Овде ќе гледаме како едно дрво успеало да го зароби овој камен. Велат каменот нема душа, меѓутоа неговото срце е заробено меѓу овие 3 дрвја. И гледате како постепено почнува да калусира, односно да го препокрива.
за едно 20-30 години овој камен ќе биде внатре целосно опфатен со дрвото и ќе представува потпора или носач на ова дрво во иднина. Силно е влијанието на овие камења врз дрвјата кои раснат покрај оваа река. Речиси да нема дрво и во горниот и во долниот дел покрај самата река што не се оштетени или удрени од овие големи камења. Овде ќе имате камења тешки повеќе од 1 тон, кои што реката ги носела и ги натрупувала во овој дел. Ако ја погледнеме добро реката, ќе видиме дека таа целосно се повлекува десно кон брегот, го аби, го гребе и ги откинува камењата. Како паѓаат во водата, тие се тркалаат, се заоблуваат и при силни дождови, при силни буици кога ќе се појават, ги исврла лево и десно, каде што се удираат во овие дрвја и на тој начин прават една брана, односно доаѓа до натрупување на камен. Значи, овде ќе имаме една река од вода, а имаме и една река од камена река, да ја наречеме, која што силно влијае на оваа вегетација во овој простор. Конска река е една од најспецифичните реки во Македонија. Се смета дека е една од најзлатоносните. На подрачјето на Конска река уште во турскиот период се правени голем број на испирања каде што се вадело златото, а златото доаѓа од златото што го има горе на планината. Како се одронуваат карпите, паѓаат во реката, така се испираат и во песокот се одседува златото. Во минатото, особено во горниот дел, постоеле така наречени рудници, каде што се сеела песокта и камењата и се вадело златото. Денеска оваа практика е нормално прекината. Друга карактеристика за реката е тоа што ова е единствена река во Македонија која што е сладководна, како и сите други реки, меѓутоа карактеристично што во овој дел се забележани и крабите. Крабите се обично морски животни кои што не се специфични за вакви подрачја. Чудно, необично. Симбиоза надвор од секоја рамка. Како некој уникатен, слободоумен уметник, природата мајсторски споила нешто што здравиот разум не може ниту да го замисли. Река од камења, камен во коренот на платанот, а тој се уште жив, посилен, погорделив, повеличенствен. Платанот како дрвен вид во Македонија е типично распространет по течението на реката Вардар и незините притоки негде до Таурската клисура, лево и десно по притоките на Вардар, како и другите реки, каде што има силно влијание на медитеранската, тоест субмедитеранската клима. Тоа се негови природни наоѓалишта, каде што платанот расне покрај самата река. Меѓутоа платанот е карактеристичен тоа што, особено во минатото, многу често бил саден и во населените места, пред се поради својата голема и раскошна крошна, која давала сенка и представувала место за одмор, особено во летните жешки денови, каде што луѓето се собирале. Таму е внесен платанот, меѓутоа овдека каде што се наоѓаме сега, ова е типично природно наоѓалиште на платанот, што го прави едни од најспецифичните така наречени термофилни, односно термохигрофилни шуми во Македонија. Вакви шуми многу ретко имаме, а ова е една од овие ретки шуми што негде се сретнува до Демир Капија.
Живописната конска река не води подлабоко во пазувите на Кожув планина. На десетина километри од Гевгелија на патот кон смрдлива вода, во местото наречено Длабок дол, ни открива уште едно чудо на природата. Арбутус андрахне, ретко дрво, во народот познато како дрво гол човек. Вистинско чудо на природата, дрво без кора, само со срцевина во боја на човечка кожа. А кога ќе го допрете, навистина имате чувство како да допирате човечка кожа. Постојат преданија и верувања дека оној кој ќе ја допре бледо-белата прашина од стеблото на дрвото ќе биде бел човек. Така вели народот, а еве како тоа го објаснува науката. По течението на конска река, во средишниот дел се наоѓа еден многу интересантен вид, кој во Македонија е многу редок, го има само во овој дел и нешто над Тиквешко езеро. Се работи за дрвото гол човек. Латинското име му е Арбутус андрахне, андрахне од грчкиот збор, што значи голо дрво или гол човек. Како го добило името овој дрвен вид? Ако погледнеме добро, ќе видиме дека кората му е речиси трајно мазна, целата, со многу тенка кора, која што во овој период добива една прашкаста форма, значи како прашина, како ситно брашно, целото е, и многу лесно се отстранува. Ако отстраниме оваа белузлава прашкаста материја, ќе видиме дека кората има месо кафеавкаста боја, па поради мазната кора и поради бојата, овој дрвен вид кај нас го нарекле гол човек и како такво е познато кај пошироката јавност. Припаѓа на фамилијата Ерикаце, има вечно зелени листови, цвета на пролет со звончести белузлави цветчиња. И тоа има многу интересантни плодови, црвенкасти по боја, топчести. Има еден стичен вид Арбутус унедо, каде што плодчињата се нарекуваат јаготњак. Плодовите не се јадливи, иако не се ни отровни. Се размножува со помош на птици. Птиците ги јадат семчињата, односно плодовите, и на тој начин се разнесуваат. Локалитетот каде што успева овој вид е многу специфичен и, да кажам, дури од еколошки аспект многу екстремно тежок, затоа што се работи за многу стрмни падини, со многу плиток педолошки профил. Меѓутоа, секогаш се наоѓа во подрачје во близина на реки или како што е кај Тиквешкото езеро во близина на езерото, каде што има поголема релативна влажност на воздухот. Вечно зелените и тврди месести листови му овозможуваат во оној летен сушен период да заштеди водата и на тој начин да го преживее овој неповолен климатски период. Ева овдека имаме еден остаток од кората. Се гледа колку е тенка. Помала е дури од 1 милиметар, каде што успеала овдека да се задржи во ова гранче и еве како изгледа пред да опадне кората. Значи, лушпеста и многу тенка кора. Од природен аспект, овој дрвен вид има големо значење за Македонија, бидејќи во Македонија се наоѓа фактички најсеверното наоѓалиште од овој вид. Видот нема некоја, да кажеме, употреба ни за исхрана, и тоа е многу интересантен од оној декоративен аспект, со за жал кај нас во Македонија многу малце се користи. Малку погоре по патот, во атарот на селото Конско.
ќе почувствувате непријатна миризба, мирис на расипано јајце. Тоа значи дека сте кај минералните извори во народот познати како смрдлива вода. Име што го добиле токму заради мирисот што се шири околу изворот. За моќта на изворите и нивната лековитост се знаело од давнина. Се раскажува дека овде многумина пронашле лек за разни стомачни заболувања. Народот памети, раскажува, прераскажува, а пак природата како нем сведок остава траги зад себе. Дури и во овој питом и топол крајолик крие мистерија. Доказ за вековно постоење, за живот пред животот. Во близина на смрдлива вода, планински масив Кожув, се наоѓа ловиштето Милисин, кое што покрај богатството од голем број на дивеч, што го има во себе, има и една многу добра природна карактеристика, а тоа е богатството од најразлични дрвни видови. Во самото ловиште се наоѓаат различен број на дрвни видови кои прават еден конгломерат од еден специфичен биодиверзитет. Меѓутоа, најголемата карактеристика е присуството на стари монолитни и стари хабитатни стебла кои имаат најразлична форма и облик и пленат со својот изглед во овој амбиент. Во странските митологии најчесто ваквите форми на дрвја ги означуваат како форми кои што личат на тролови, личат на некои чудовишта или нешто друго. Во нашите легенди и преданија немаме објаснување на вакви форми. Невозможно е да се опишат и дефинираат овие чудни форми создадени од времето и од силата на природата. Иако многу стари, некои се уште живи, а други не. Хабитатните дрвја се особено важни зашто во нивните гранки, во кората, во шуплините, во корените, свое живеалиште нашле многу видови на живи организми – птици, цицачи, инсекти, печурки. Голем број видови инсекти може да се сретнат исклучиво на и во близина на овие стебла, а пак некои габи и лишаи растат исклучиво на живи или мртви дрвја. Долговечноста на овие стебела е благодет за сите овие живи организми, но и за одржување на стабилен екосистем. Зашто велат дека здравјето на една шума се мери според тоа колку е населена со жители во сите слоеви и делови. Ова ловиште и оваа шума со вековна историја запишана во стеблата и вкопана во коренот на секое едно дрво, се вистинска атракција за посетителите, а за нас потсетник на едно време минато, потсетник за силата и моќта на природата. Пак таму долу во село Негорци,
вдомен во прегратките на црквата Свети Атанасий Велики, живее еден вистински старец, еден од најстарите брестови во Европа. Раскажува речиси 5-вековна приказна за адетите и обичаите низ годините, а мештаните велат жив е зашто е под закрила на светецот. Од црквата Свети Атанасий во село Негорци, Гевгелиско, се наоѓа еден од најстарите брестови во Европа. Денеска брестовите, речиси во цела Европа, се уништени, исучени. Ово е еден нем сведок на речиси 400-500 години битисување. Што е карактеристично за овој брест, пред се тоа што се наоѓа во црковниот двор, во местото каде што се правеле обреди, односно се поднесувал курбан, и се смета дека баш ова свето место допринело овој брест да обстане, да не се исуши и да кажува за историјата на македонскиот народ. Горди на историјата, жителите на овој крај верно и ревносно ги негуваат адетите и обичаите и веруваат дека токму затоа, но и заради грижата и љубовта што му ја даруваат, нивниот брест е се уште жив и единствен во Европа. Гевиглиските села се навистина посебна приказна и богатство на овој крај. Питоми населби со уште поблагопријатни жители. Во областа Влахомеглен, во западниот дел на територијата на општина Гевгелија, во југоисточните падини на Кожув планина, ве пречекува селото Серменин. Познато како воздушна бања со совршена клима, селото продолжува да биде дел од колективната историја на регионот, а неговото име и денес носи одредена мистичност и убавина, која се рефлектира низ животот на луѓето кои живеат таму. Но посебна мистичност и убавина му даваат куќите, оние старите изградени од мек бигор или кафулј, како што го нарекуваат овдешните жители. Уште едно чудо на природата која овој пат запис за некои многу давнешни времиња запечатила во почвата и во камењата од овој крај. Село Серменин, Гевгелиско. Село изградено од мек бигор, блокови камени, кои во народот овдека се познати како кафулј. Како настанал овој кафулј, односно овој мек бигор? Во литературата постојат податоци дека тоа е резултат на слечување на каллива материја, која движејќи се низ шумата собира разни листови, гранчиња и фактички ги фосилизира, односно се прават тие наречени фосили оттисок врз калта. Многу интересантен од аспект на хронологијата, односно во минатото, каква била вегетацијата. Ако го погледнеме добро бигорот, ќе видиме во него остатоци од многу бројни лисјарски видови, што пред, речиси, 1 милион години постоеле на овие простори. Значи, фактички, кафулјот ни е сведок на и историски доказ за постоење на една вегетација на планинскиот масив Кожув. Какви се сведоштва се запишани во почвата, во секој едно дрво, во секој еден метар од овој планински џин. Патот кон неговата највисока точка, врвот Зелен брег, не води некаде длабоко во срцето на планината. Доцна есен, а се наоколу обоено во боите на виножитото. Се е некако мирно, топло, питомо. Величенствен поглед што ја топли душата. Македонија на дланка. А таму некаде долу,
во топла преградка во пазувите на Кожув планина. Остануваат реката од камења, камењата во коренот на платанот, голиот човек, куќите од мек бигор, најстариот брест. Да сведочат за едно време, како чувари на вековната историја и традиција на овој крај во нашата чудесна Македонија.